На крајот од ходникот во одделението 10, 16 годишниот Јехор од централниот украински град Олександрија чека операција. Лекарите ќе му ги поправат неговите лузни на вратот, поради кој не може добро да ја движи главата. Неговата мајка Тетијана е покрај него. Се ќе биде во ред, не грижи се. Јехор има многу тетоважи. Тие деловно ги покриваат лузните кои ги има по инцидент пред 4 години. Имав 12 години кога добив струен удар од 27.000 волти. Изгоре 55% од моето тело. Јехор не можеше ни да изброи колку операции имал досега, но од почетокот на војната во Украина немал ниту една. Сега немаме планирано операции во Украина бидејќи има војна, а речисисите болници се полни со воен персонал. Значи има само итни операции. Кога Тетијана слушнала за иницијативата во која е вклучен американскиот доктор Генедај Фузлаев, веднаш аплицирала. Генедај Фузлаев е основач на организацијата лекари кои соработуваат за помош на децата. Уште од 2010 година тој отпатува во Украина за бесплатно да оперира деца со изгореници. Годинава поради војната доктор Фузлаев најде можност да го донесе својот тим од 11 специјалисти во Полска. Многу сум горд на мојот тим. Овие луѓе се многу амбициозни, продуктивни, одлични хирурзи кои работат на медицинскиот факултет Харвард и Мичиган, два водечки факултета во Америка. Изедоа одмор за да дојдат овде. Хирургот Дейвид Браун работи со Фузлаев речиси 10 години. Вели, работата е клучна, бидејќи изгорениците на децата бараат постојани нови операции. Бидејќи како што растат, лузните не растат. И така лузните се стискаат, им го ограничуваат движењето на рацете, да ги користат рацете или да ја отварат устата. Не е важно само како изгледаат лузните, што е страшно. Уште поважно е како детето може да ги движе рацете и нозете и да се движи во општеството. Докторите оперирале 19 деца од различни региони на Украина. На секој пациент беа извршени 5-6 операции. И да не беа овие хирурзи што ги донесовме, немаше да можеме да правиме толку сложени операции. На рацете, шиењето на нервите, тетивите. Од превоз, домување до храна. Организацијата на доктор Фузлаев плати за се. Полската болница во Лечна беше одговорна за медицинската нега. Им даваме пристап до нашите операциони сали и до нашите одделенија и обезбедуваме медицински персонал за да се грижи за пациентите во пред и по операцијата. Ние презедовме голем дел од трошоците. Болницата и полската влада плаќаат за ова. Украинските доктори се грижат за рехабилитацијата на младите пациенти по операцијата. Пластичниот хирург Артем Посунко лекувал многу од нив во болница во украинскиот град Динпро. Со него во Полска отпатувале и други 4 украински доктори. За него размената на експертизата е безцената. Читаме однакви статии, але Ние ги читаме истите книги и статии, но тие прават нешто поинаку од нас. Како можете да го намалите времето на операцијата? Како можете да направите помалку траума и да го направите токму она што беше планирано? Ова е многу важно пред се за нашите млади пациенти. Сите 3 тима на доктори од САД, Полска и Украина велат дека логистиката се покажала како најголем предизвик во оваа мисија, но процесот е веќе разработен, па сите учесници се надеваат дека ќе ги извршат операциите следната година.